Италија ги остави плантажите на истокот без работници. Недостигот на сезонска работна рака е евидентен во сите сектори, но најизразен е во земјоделието. Ние во моментот имаме договор за 3 милиона килограми износ на корнишон во земјите на Европската Унија и на Балканот склучено. За тие 3 милиона ни треба да посадиме 30 хектар корнишон, по 10 вработени на хектар, 300 вработени ни требат во моментот само за берба на корнишон. Имаме 56 хектара вишни. За 56 хектара вишни ни треба околу 200 сезонски работници и сега се прашуваме од каде да ги најдеме. На списокот на невработени во источниот регион ги има околу 12.000 лица, но најголем дел од нив не сакаат да работат како сезонци. Ние имаме работници, но за жал немаме ниско квалификувани работници, за да има кај да ги упатиме. Повеќе се со високо образование, да. Дали тие прифаќаат сезонски работи од преработувачка индустрија? Многу тешко, значи луѓето со високо образование не сакаат ни да слушаат, а не да ги пратиме таму, не прифаќаат работи. Добар дел од невработените помеѓу работа и социјална помош го бираат второто. Имаме огласи сега де работниците не прима, мислам, овие примателите на социјална помош не сакаат да работат, затоа што и негативно се одрази апелот на владата дека ќе ја зголемат социјалната помош. Ние имавме 75 вработени. Кога владата вечерта на медиумите објави дека ќе зголеми социјалната помош, утрето останевме без 55 вработени. Ваквата состојба во прашање го доведува и извозот, зашто ако не се собере, произведеното пропаѓа. Инаку, дневницата за сезонски работници оди и до 1000 денари, а некои нудат и храна. Сепак и покрај ова работници нема. До кога оваа состојба ќе може да се поднесе е прашање, но секоја наредна година таа станува потешка од претходната.